Здраво да додовте уште едно видео, каде што ова видео ќе биде крај на сриви со дишење и ќе биде за регулација на дишењето, каде што општо онака само ќе разгледаме како на некој начин се регулира дишењето кај растенијата во однос на клеточно ниво, значи нема да разгледуваме како се регулира на ниво дали ќе се отворат стомите, дали нема да се отворат, дали ќе се прибере, дали нема да се прибере или некои такви работи. Значи ќе започнеме со една растителна клетка и само всушност ќе разгледаме се до сега што научивме во врска со дишење како мисламе интегрирано на некој си начин. И во растителната клетка имаме митохондри, имаме хлоропласти, хлоропластите сега не ни се битни, имаме пероксизоми, имаме глиоксизоми, имаме цитоплазмата која е околната средина. Ќе обоиме вака со некоја си бледо жолта боја. Така. Не града изгледа. Добро, сега. Различни процеси кои ги офаќаше дишењето всушност се одвиваат во различни места, така например глуколизата, ферментацијата, глуконеогенеза и оксидацијски пентозен циклус се случува во цитоплазмата. Така, например ТЦА се случуваше внатре во митохондриите. ТЦА. Респираторниот синџир исто така се наоѓаше во внатрешната мембрана на митохондриите, така. Тука се случуваше транспорт на електрони. Бета-оксидација се одвиваше на маслени киселини глиоксалатниот циклус во глиоксизоми и пероксизоми. Само ќе ставиме како бета-оксидација. Значи, иако сите овие процеси се раздвоени со различни мембрани помеѓу нив, сите тие сепак се интегрирани на некој си начин, дали преку коензими, дали преку АТП, дали преку соединенија кои се измеѓу се добиваат и така натаму. Значи, интеграцијата на сите овие да бидат заедно едни помеѓу други и да си се регулираат преку сложени механизми е стварно неверојатно. Така, сега постојат повеќе механизми на кои се регулираат, главно се базира на ензимите кои ги одвиваат сите овие процеси, бидејќи тие ензими, да речеме за одвивање на сите овие процеси се потребни ензими. Така, не само за транспорт, него за самите процеси се потребни ензими кои ги бележат со зелена боја. Сега самите тие ензими се чувствителни на ниво на даден супстрат. Така, ако има повеќе, ако има помалце, дали да го оксидира, дали да вршат редукција и така натаму. Но сепак, еден од главните контролни механизми е всушност количникот на АТП спрема АДП. И се зависи дали има повеќе АТП или АДП, дали треба да се прави или не треба да се прави. Дали има доволно, така што не треба да се прави, или пак нема доволно, треба да се троши, треба некој метаболички процес да се случува, се зависи од надворешната средина на клетката. Мислам, на растенијето кое всушност и влијае на клетката. Дали има некои надворешни фактори, некој стрес состојби од надворешна средина, суша или нешто што и да е, така што може да треба помалце, може да треба повеќе. Сега, едни од главните ензими кои ќе ги спомнеме, иако тоа е всушност на многу ензими се наоѓа, е кај глуколизата. Така, кај глуколизата ќе извадам овдека на страна, да земам со бела боја. Кога требаше фруктоза 6-фосфат подеснува фосфофруктокиназа да премине во фруктоза 1,6-бифосфат, таа реакција, ензимот кој контролира таа реакција, исто е зависен од количеството на АТП и АДП. Така. Исто кога од фосфоенилпируват, односно од ПЕП, преминуваме од во пируват. Тука од фосфоенилпируват карбоксикиназа, усвари пируватна киназа. Така што ако има многу АТП се инхибира ензимот овдека што е. Така ако има високо количество на АТП се инхибира, така што не се разградува и не се прави пируват и со тоа нема да се прави АТП, нема да продолжи целиот циклус натаму. И со тек на време ќе падне АТП и кога ќе падне АТП пак ќе се активира ензимот и пак ќе се направи пируват и повторно ќе се зголеми АТП. И така циклуси постојано се одржува. Исто многу важна работа за регулација на дишењето, всушност колку кислород има во околните средини и како се транспортира од ткивата, бидејќи кај многу растителни клетки всушност нема доволно кислород кој стига до нив. Бидејќи транспортот на кислород не е толку софистициран како кај нас. Кај нас имаш крвни садови, тие се разгрануваат се до капилари, па нели еритроцити на носат и стига до секоја клетка посебно и тоа се базира на разлика на притисоци. Нема тоа сега да го разгледуваме, но
растенијата главно е преку процес на дифузија, значи тој си иде од клетка до клетка до клетка, па дури да стигне некаде треба многу време, зашто нема нешто што го придвижува. Значи не е врзан тој со еритроцити, крвта како што се врти со помош на срцето да патува на секаде. Него тој пасивно си се движи со процес на дифузија, по полека дури да стигне, така што многу клетки нема доволно кислород. Така нема доволно кислород, не може да се одвива дишењето. А тоа дали доволно кислород ќе стигне до нив, исто зависи кој што спомнав од температурата. Така колка е температурата? При поголема температура дифузијата е поголема, така што ќе стига повеќе кислород. И така натаму и така. Значи, општо кажано, дишењето е многу комплексен процес. Значи, сите овие видеа, колку се таму, не знам, колку ги направив за дишење, сите тие се интегрирани, регулирани едни со други. И така, едноставно не може тоа се објасни во едно видео. Тоа е цела, не знам, цела тема би било само како се регулира дишењето. Но ова е една општа слика, значи се регулира скоро на најголем број ензимски реакции, кај секоја реакција, помеѓу протеински канали, така бидејќи за да влезе едно соединение на друго место е регулирано од страна на протеин. Така, значи има протеин кој треба да го пушти. Протеин кој е потребен за да искочи, протеин кој треба за да искочи овдека или за тука да искочи или за да влезе и така натаму. Значи има на многу места на кои се регулира дишењето и се најчесто поврзано со тоа колку АТП има, односно колку АДП. И тоа беше се за дишење, тоа е серијал со дишење или првично имавме фотосинтеза, сега дишење. Може би идни да ќе направам со други системи или други работи поврзани со физиологија на растенија, нормално има многу, но ќе видиме, овие мислам две се некако најбитните и ќе се надоврзуваат со други предмети, особено биохемија. И така, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме некогаш во некое друго видео во други предавања, по друг предмет или пак во овој предмет. Така, ајде, дојдување и